една добра работа за оваа сезона. Јас се надевам дека фактот што нема да имаме нови гуми, односно нема да имаат нови гуми тркачи, дека ќе имаат истата задна гума Мишелин, дека ќе како да кажам, ќе ги елиминира бројните коментари за гумата како била, како се загреала, како се подзагреала, како била од сабајле вечер попладна и така натаму. MotoGP World Superbike 2025 година, нова сезона, нови муабети, нови, како да кажам, возбудувања не очекуваат. Ничо, добре дојде. Добро те најавдар. Колку си ти возбуден на скала од 1 до 10 за новата сезона? Еве, после првите два теста, односно двата теста што се случија на тема MotoGP, сега, дали си повозбуден од колку што беше пред тестовите? Па, дефинитивно да, затоа што се случија некои работи кои што не очекувавме да се случат на патеката, на патеките и ни даваат надеж нека нова, дека сезоната можеби нема да биде, ќе видиме дали сме прави или не, можеби нема да биде во стилот на Аритон Сена и Прост во Макларен 88-89, нешто што се најавуваше уште од лани. Извини вака за аналогијата, нели, со Формула 1. Ако, слободно, го слушам тоа веќе неколку пати у серија. Не мислам дека е лошо, само да ти кажам. Овој пат не мислам дека е тоа лошо. Да. Причината е тоа што Дукати на овие тестирања свати дека отишла во некој непознат правец со развојот на новиот мотор GP25 и се реши да остане на GP24-ката, на онаа добро позната база. Сигурно нема да биде истиот мотор како лани, ќе продолжат онаму каде што завршиле со нешто, некои си модификации, како што вика Пеко, ќе биде GP24,9. Нема да биде 24-ка, нема ни 25-ка, ама ќе биде толку модифицирана. Се дискутираше дека агрегатот само ќе го користат до 24, затоа што агрегатот до 25 не функционира. После тоа се повлече целата таа приказка и рекоа скроз 24 ќе користат и шаси и чуда врагови се. Све. Сега, кај е кваката у целава работа? Уопште не е лесно, може секој да каже, ле, овие врска немаат, толку беше, пропаѓаат, нели, тоа е класичен муавет, ама ако ги знаеме сите позадини на оваа одлука, како, например, ограничувањето во тестирањето, нели, они се наоѓаат во А група на концесии, каде што немаат слобода као Honda и Yamaha, кои што се во Д групата, без ограничувања се малтене, за можат на секоја трка, ако се толку способни и финансиски и толку паметни да развијат нов мотор, буквално можат на секоја трка нов мотор да донесат на патеката. Овде се работи за мотор кој што ќе биде хомологиран и за 25 и за 26 година со цел да се намалат трошоците за развој на нов мотор, односно да се фокусираат на развој на 850-ките кои што ќе настапат 2027 година. Сега, лесно е да си Yamaha и Honda, треба да се фокусираш на првите 3-4 трки малтене со овој мотор, затоа што после тоа може да извадат нов мотор и после тоа пак нов мотор и пак нов мотор. Дукати, KTM и Yamaha, и Aprilia го немаат тој луксус и Aprilia и KTM дури можат и да експериментираат, затоа што не се гонети од останатите учесници, туку нели тука се негде, не се на врвот. Меѓутоа Дукати како тим кој што е доминантен и кој што е фаворит за освојување на титула, кој што го донесе Марк Маркез на крај крајава во нивните редови покрај Пеко Бањаја, немаше баш многу можност да експериментира и одеа на некоја си посигурна варијанта. Тоа е еден дел од приказната. Друг дел од приказната е тоа што директниот инпут што го дадоа возачите и Пеко Бањаја и Марк Маркез беше идентичен. Значи, одиме со стариот мотор, стариот концепт и така натаму. Новиот мотор едноставно премногу вариабили има за да може да се решат и да кажат окей, ова е тоа што треба да не носи у наредните 2 години на патеката. Значи, малце комплексна целата работа. Да. Одлуката е да играат на сигурно, затоа што не знаат колку им е сигурна карта новиот мотор, а треба да се обрдат за него за 2 години. И во основа одлучија да останат на позната платформа која што беше доминантна лани,
кој што не знаеме дали ќе биде доминантна оваа година, меѓутоа може да претпоставуваме дека со тие сите новитети кои што ќе ги воведат, ќе биде и понатаму на некој начин доминантна, пошто Дукати до сега изминативе години се покажа дека е технолошки, технички, нели, развојно 2, 3 чекори некогаш организацијски неколку чекори пред другите. Но од друга страна па ние како публика може да се надеваме дека и нема толку многу да направат уште еден голем скок напред и дека останативе можеби ќе можат барем на некој патеки да им се приближат. Многу стратешки политички коректно го кажам, за да не кажам дека ќе имаат шанса, затоа што да, сена прост муабетот, аналогијата. Од една страна, нели, не сакам, нели, формула да се споредува и така натаму, меѓутоа читав и слушав и подкасти, интервјуа и слично, во кој што кога ќе размислиш, па и не е лошо да ја имаш таа битка. Океј, да, известно е дека ќе победи или можеш да очекуваш да победи едниот или другиот. MotoGP до сега не убедил дека не може ништо да се предвиди, како што не можеше да се предвиди ни самиот почеток на тестирањата, каде што се случија неколку големи нели изненадувања, шокови кои што ќе влијаат на сезоната и како. Ќе ги спомнеме нив накратко. Меѓутоа пак дури и да ги добие они двајца сите трки, јас мислам дека популарноста на MotoGP, името на Бањаја во битките со Маркез ќе стане неверојатно епик, што би рекле американците. Во смисла на тоа дека ако таа битка се случи, тек тогаш ќе има MotoGP материјал за документарци правење, за Netflix серијали правење и за такви некои слични ствари. Што во суштина во теорија би ни обезбедила реална битка на патеките, би ни обезбедила рамноправна битка на возачите, затоа што еднаков мотор има, значи да видиме кој е возач, а од друга страна, нели, ќе бидеме во позиција да очекуваме дека ете Априлија, која што за жал со многу помалку тест возачи можеше да тестира, ќе може да им се да им замеша прсти таму. И јас, на моје општо задоволство, иако малце, како да кажам, неосновано, се надевам и на Фабио дека нешто ќе направи. Па многу се надеваат на Фабио дека ќе се вмеша во борбата и он се надева нормално. Дури Марк прокоментира и Тардоти прокоментира и за Фабио и за Ямаха дека напредувале многу. Ја мислам дека тоа малце се пази глупости, ја мислам. Значи покрај такви зналци како Маркес и Тардоци, глупо е да кажам дека ја мислам нешто било што на тема, ама сакам да кажам условите на тестирањата беа малце специфични. Ямаха као припадник на онаа Д група на тимови кои што може да тестираат многу повеќе од другите 3 тима кои што се во А категоријата, Дукати, Априлија и КТМ. Они и Хонда тестира во Малезија со тест возачите и самите тркачи во А тимот тестира на истата патека претходно. Значи, знаеш, малце претерано, она што го кажа Фабио Квартараро, окей, супер, за 5 години напредувале 6 десетинки, а сега само за една година 8 десетинки по круг во Малезија, е секако показател дека напредувале. Тоа е несомнено напредок, голем напредок. Меѓутоа, дека они може да им парираат на Дукати, мислам дека е малце претерано. Јас повеќе сум за Априлија и покрај повредениот Хорхе Мартин, кој што имаше несреќа да се повреди многу незгодно, и тоа баш на десната дланка, која што нели е главен фактор за давање гази за сопирање. Има и скршеница и на левата нога, која што е на меноч. Така да не знаеме у која состојба ќе биде на првата трка, ама среќата на Априлија е толкава што Марко Безеки, кој што непознат му е моторов, нели, доаѓа од GP23 од многу лоша сезона, доаѓа на прв пат во живот на фабрички мотор и тоа со поинакви карактеристики. Имаше одлични времења. Трет, мислам дека беше во Малезија и беше при врвот во оние симулации за спринт и во Бурирам на вториот тест. Значи, зборуваме за очигледен напредок, не само што Марко беше во висока позиција, него они рушија рекорди на ланската Априлија. Значи,
предноста што ја имаат пред Дукати кој што ќе настапува со ланскиот мотор, ево таа разлика во развој на овој новата Априлија, значи она ланската и оваа има очигледен прогрес кај новиот мотор. Тука е надежта наша на гледачите, на сите останати. Не зборуваме ние дека Дукати ни смета или не знам што, напротив, супер. Они посложија така добар тим и толку добра машина и вложија години се мачија од времето на пост Стонер, дури и таа златна 2007 на Стонер, сите кажуваат, оние што се разбираат, дека токму Стонер бил тој што успел да извади нешто од моторот и дека очигледно и тоа е докажано дека никој ни после него ни пред него не направи нешто посебно. Со тоа Дукати, значи зборуваме од 2007 до сега 18 години. Значи на нив им требале добри 15 години да состават тоа што го составија. Да. КТМ ни е непознат, ќе видиме што ќе биде со КТМ, да се надеваме дека муабетите за Какви беа перформансите на Коста на овие тестови? Не успеав да следам. Па не само на Коста, туку и на првиот возач, како леле? Биндер, Бред Биндер. Биндер, да. Да. Вака, значи они не покажаа некое чудо, што за КТМ е карактеристично да имаат многу лоши предсезонски тестирања. Значи знаат нешто да се разиграат, да носат иновации на секој саат, буквално на патеката. Значи премногу експериментираат и Коста мислам дека главна забелешка му беше и лани дури. Дајте вратете ме на базата затоа што отидовме предалеку и тоа и се случи се препозна во неговата форма во сезоната, да. Да, во резултатите. Така да буквално непознаница, ако сме песимисти ќе кажеме дека се зад Априлија, ама ја не би спиел толку на тоа, затоа што се работи за нов проект во кој нели боите на газ ги заменеа повторно со КТМ во Тек 3 тимот. Ама таму дојдоа едни возачи, двајца возачи кои што иако се тотално нестабилни, се премногу искусни и имаат многу голема брзина кога ќе им се посложат работите. Значи не зборуваме за новајли од ГП, од Мото двојки дојдени, него збориме за тешки категории. Главниот предизвик за КТМ кој што јас го гледам во суштина е конзистентноста во целиот развој, затоа што во текот на зимата, нели знаеме, КТМ самата фабрика имаше еден куп проблеми финансиски и се уште ги има, не се разрешени. Беше под знак прашање нивното воопшто учество во MotoGP и до кога тие ќе учествуваат. Се уште таа судбина не е известна, затоа што треба да се донесе одлука за тоа што, каде, како, зашто ќе крати фабриката и брендот за да може да исплива од финансиската криза. Но од друга страна се појави многу информации дека луѓе во тимот, техничари, сервисери, само на инженери и слично добиваа откази. И тука е знак прашање како всушност изгледа атмосферата во тој тим, дали имаат помалце луѓе за работа, колку ќе може да развиваат нешто ново и во тие центри, нели, каде што се развиваат тие технологии нови, ако и таму исто така се скратени ресурсите и луѓето и така натаму. Не потсакувам, нели, Педро Коста и Биндер да бидат во една таква ситуација во која што ќе се борат за внимание, дека заслужуваат нешто, да докажат некому дека може да излезат, туку дека ќе може да бидат фокусирани само на возењето. И покрај тоа што, да бидам искрен, не ми делува екстремно многу позитивна целата приказка со КТМ и останување во овој свет, затоа што КТМ пред се перцепиран како бренд за офроуд и таму има ненормално многу повеќе успеси отколку што има на овие патеки. Релативно не можеш да очекуваш, пошто се нова програма, ти го кажа тоа, ама да бидеме живи и здрави, па ќе видиме. Како и да е, ништо посебно не се случи на тема КТМ. Апсолутно ме изненади мене Безеки и позитивните коментари, особено после раниот пат и повреда на Хорхе Мартин, кој што немаше баш нешто премногу шанси да вози и да тестира. И нормално мене ми беше интересен да го читам со реакциите Джек Милер на Honda, Ямаха. На Ямаха, грешка. Да. Джек Милер на Ямаха и со новиот мотор, значи со V моторот и со редниот мотор, што веќе го има Ямаха, и коментарите да му ги читам. И
не дека очекувам нешто многу од него, меѓутоа ми беше интересен, у неколку наврати коментираше за грип на предно тркало, дека добра контрола на предно тркало и така натаму. А од минатата сезона многу добро знаеме дека и таа пред нејза многу добро знаеме дека моторите кои што имаат фокус на задното тркало, на грип на задното тркало, всушност се тие кои што доминираат. И една добра работа за оваа сезона, јас се надевам дека фактот што нема да имаме нови гуми, односно нема да имаат нови гуми тркачи, дека ќе имаат истата задна гума Мишелин, дека ќе како да кажам, ќе ги елиминира бројните коментари за гумата, како била, како се загреала, како се подзагреала, како била од сабајле вечер попладна и така натаму. Меѓу другото слушав еден подкаст со техничар бивши од MotoGP, кој што раскажуваше како всушност менеджментот на гумите во целиот викенд игра клучна улога за како ќе изгледа перформансот на моторот. Во смисло тоа кои гуми, колку на кој тренинг, колку круга, како ќе ги загреат, како ќе ги истрошат така натаму и како сето тоа ако што од сам петок не тргнеш како што треба да го испланираш, дека може да те зесне на трки. Така да нема нова гума Мишелин, тоа е битна новост, што сакам да кажам, и се надевам дека помалку ќе го дискутираме тоа, повеќе ќе дискутираме на тема Маркес и Пеко Бањаја. И останатите 20 на колку се 20 и 20. Добре. 20 да. Знаеш, ова да чепнеме малце КТМ ти е класична приказна, нели за фабриката, ако зборуваме на мене ми успева, ми иде усве и ја се што ќе допрам, ќе го претворам у злато и не само офроуд, јас ќе влезам и у спортски мотори да бидам најдобар и во ќе купам и Агуста, МВ Агуста и така натаму и така натаму. Значи малце излегле да работите контрола очигледно. МВ Агуста, тоа се брендови кои што тие ги аквизираат. Да. И овакво и видиш ова јуниорскиот дел од надпреварувањето купот Red Bull Cup тие исклучиво од КТМ, доста се застапени во тројките, повеќе од пола мотори се нивни, пола се на Honda и у Moto двојки, значи малце ајде недомаќински ако можам така да кажам. Сега психологијата на возачите и на сите членови во тимот не се само кај ќе се најде чарето и кој ќе биде новиот инвеститор, него сигурно голем дел од нив гледаат веќе како да го напуштат бродот без разлика, затоа што ти имаш некоја несигурност и не знаеш што те чека, нели нината не знаеш што те носиш. На крај крајва кој гарантира дека тој што ќе ја купи фабриката КТМ ќе го остави овој тим, тркачкиот тим да функционира на крај крајва. Нели немаме гаранции за тоа. Така да е сигурно очајна атмосферата таму, колку и да пробуваат да ги спуштат работите на земја и да го убедуваат Акоста дека е све во ред и така натаму. Али ајде, да го оставиме тоа што ќе се случува позади. Да се надеваме дека нема да влијае на патеката. Убава гласина, иако не баш многу реална, барем не сега за сега, беше гласината дека Роси и неговиот тим се заинтересирани за Педро Акоста. Што, да бидам искрен, нели, некако дури на момент си викам, добре да се деси ова, знаеш, ќе може Акоста со Маркес и со Бањаја да ако ништо друго да ги бутне неколку пати. Па види, не да е интересно, него е малце мене би ме радувало да се случи тоа, не заради тоа што ќе заврши у еден легендарен тим, да кажем, кај легендарен возач и така натаму, него заради малце префрлање на ултра етнички чистите тимови на италијаните и на шпанците, мислам, мало, дајте малце лабавете луѓе. Значи, кај Роси, нели, никој што не бил италијан нема возено до сега. Шпанци исто си се држат без разлика, ако е тимот, ако е шеф на тим шпанец, си носи шпански возачи и така натаму. Малце се
Малце треба да се Ама ти не го растури гледаш таа. тоа од вистинскиот агол, тоа е надминување на јазничната бариера. Затоа и нема толку многу други возачи од други земји во MotoGP, него Значи да доминираат италијанци и а и шпанци, огура пошто да си иде у техничарите Honda. се шпанци и италијанци и затоа ме сакаш инженерите не може да прават муабет. Да, да. Види, пази, што е интересен, продолжеток на муабетов, а и огура ја одби Honda. Он си отиде во Trackhouse со Априлија. Врска нема со а најлесно ќе му беше таму. И ќе го чува као така ги и нели ќе си имаше некој си резервирано место таму. Ама човекот покажа многу голема зрелост што и лани ги одби и оваа година ги одби Honda. Мислам оваа година немаше понуда, беше решено лани. И покажа на тестирањата дека уопште не сгрешил. Беше, според мене, ако го трнеме Фермин Алдегер, кој што е сепак на Дукати, мислам дека е баш изненадување на предсезоната. Топ е дечката. Така. Добро. Остана уште Honda да ја прокоментираме од сите брендови, иако нели нема баш нешто многу позитивно што да се каже за нив. Јас мислам дека кажи. има, да. Honda доста напредна, само имаат еден проблем што сите возачи не го делат тоа. Можевме да го чуеме Жоан Мир како е пресреќен што конечно вози на еден мотор кој што нема да го убие на секоја кривина. Значи се гледа кај него враќање на самодовербата и постигнуваше некои коректни кругови. Лука Мерини па се најде меѓу првите четворица кои што имаше високо темпо во Бурирам на вториот тест покрај Маркес, Безеки и Бањаја. Тоа е кога симулира спринт, така? Да, тоа се над 10 круга да речеме некои си серија на брзи кругови со истрошени гуми веќе. Така да покажуваат и они знаци на живот и добро е што не е само Ямаха. Ямаха покажа огромен скок во Малезија, меѓу не толку многу во Бурирам, што докажува дека сепак е специфична патека и Малезија, затоа што тестираа претходно со тест тимот таму и Honda и Ямаха. Имаше доста гума, како и на секој тест, меѓутоа сепак имаше специфични услови, затоа во Бурирам не може да го најдат сетапот. Квартараро цело време се жалеше на предницата дека не ја осеќа баш како што треба. Ринс беше исто така резервиран. Джек Милер беше најблиску до Квартараро. Оливеира вика не може да му легне се уште моторов, најверојатно покрај две четворките што ги возеше во претходните сезони, сега малце се најде на непознат терен и вика дека ова природно на стилот на возење повеќе му одговара на Милер. Океј. Оливеира и лани го немаше додека возеше на Априлија, нигде не се сеќаваме дека постоеше уопште у сезоната. За така жал, јас би рекол. Не би го земал за репер за напредокот на Ямаха воопшто тука во случајот. Она што е интересно, не знам дали спомнавме покрај Хорхе Мартин кој што е повреден, нели Диџија имаше пех, па не можевме да видиме некој инпут од негова страна покрај главниот фабрички тим на Дукати, покрај Пеко и Маркес, и неговата несреќа е што се израдува, се здроби, скрши клучна коска, жртвуваше лани пола сезона за да се среди за оваа сезона и на крај да дознае дека сепак ќе продолжат со GP24 да возат, а не GP25. И тоа е трагичен на предсезоната покрај Хорхе Мартин, кој што е многу потребно му беше ова време на Априлија. Мислам дека многу опасен ќе беше на првата трка. Сега е премногу да се очекува било што и дал уопште ќе настапи како што треба на оваа трка. Априлија имаше неколку патеки на кои што, за разлика од сите други, беше прилично конкурентна, ако не и во некоја ситуација доминантна. Ако не се лажам, една од нив беше Барселона, меѓутоа тоа беше малце повеќе заради возачот. Кои беа другите патеки на кои што Априлија беше прилично конкурентна? Класично е оние патеки кои што имаат low grip. Да, Аргентина. Таму може да се очекува нешто, а таа патека па за волја на вистината му лежи и на Безеки. Сега ќе видиме и на Маркес, и на Мартин дали генерално му лежи и на Мартин,
Кота е исто така патека која што може да биде страшно добра Да, за нив. Лани беа мгм, единствените кои што му парираа на Дукати токму на Кота и тоа памтиш Вињалес направи страшен да. потек, ги нижеше сите поред. Така да, ете, тоа е нешто што можеме со сигурност да се надеваме со поголема шанса дека може да направат голем Да. резултат. Ама мислам дека ќе може и на другите патеки да парираат и многу ќе биде интересно да видиме колку они напреднале и колку може Дукати да го развиваат тој концепт на GP24 и понатаму. И јас те гарантирам дека сите се крстат, леле, добро е Дукати ги искористите стојове за да свати дека стариот мотор им е болji, значи дека не стигнале да истестираат нешто страшно многу за стариот мотор. Ќе беше ужас за сите нас, да, ако се случеше тоа, ќе беше решено првенството однапред, ама ќе видиме, интересно. Не знам дали спомнавме сега зошто причините за одлуката на Дукати да го остават овој концепт, проверен концепт. Главните причини се тоа што немаат они право на Да, тестирање и на воведување на нови верзии и да. преголем ризикот за да се пуштат во концепт кој што не им влија само доверба воопшто во Малезија. Значи воопшто ни во Бурирам не го ни чепнаа GP25. Да, да. Имаме делумно изменет календар за оваа сезона. Повторно има многу трки. Сезоната да почнува, како што кажавме, на 28 февруари, значи како ќе да е таа за помалку од 2 недели. И завршува традиционално со Валенција на средина на ноември. Но она што исклучително многу верувам дека нашиот дел од публиката ќе го интересира, всушност се 3 гран прија некаде во јули и август, кои што се не се поврзани или врзани, ама се многу блиску до нас. Зборувам за Брно, кој што се враќа пак назад на календарот, кој што во минатото традиционално беше патека која што најчесто одеа луѓе од Балкан и од Македонија, затоа што релативно е најблиску и е најевтина, што е исто така клучен фактор. После тоа е 18 до 20 јули, после 15 до 17 август Red Bull Ring Австрија и веднаш после неизе 22 август до 24 август Балатон Ринг Унгарија. Патека која што лани беше најавена дека ќе биде дел од Супербајк, па некако мистериозно ја снема, ништо никој не прозборе зашто ја нема трката. Дали ќе се случи или не знам. Се надевам дека нема толку да се зафракаваат MotoGP со MotoGP, а не како што се зафракаваа со Супербајк на таа тема. И дека ќе се деси и Балатон. Но делува како интересно, добра комбинација и предпоставувам на некој начин израмнување на стили, затоа што ќе биде нова патека, зашто нема да ја знаат возачиве, имаат да речеме помалку или повеќе еднаков старт. Сега и за Брно ќе кажам, не знам колку години ја немаше, значи 2, 3, 4, 5 години, колку време не се вози Сигурно, Брно? да. Сигурно барем 4 години. 2019 ми се чини, 2019 или 2020 се возеше последен пат, ако не се лажам. Што значи се 4 години како што не се вози. Во меѓувреме има доста возачи кои што никогаш не ја возеле, особено не во оваа класа Брно. Така да може да биде интересно. Постоја се враќаме пак назад Каталонија, Сан Марино и така натаму. Португалија, што обично беше на почеток, ако не се лажам, сега е преместена при крај. Значи сега е во ноември префрлена Алгарв и одма после незе Валенсија. Ќе имаме доста непроспиени ноќи на почеток, пошто ни почнува Тајланд, Аргентина, Америка, ај добро, Катар е окей, пред да се префрлиме некаде на крај на април во Европа. Ама што е тука? И тоа ако само го земеме MotoGP за овакво за коментирање. Амарно тука и Супербајк што ќе надополни сега каде што сме поспале на MotoGP да не спиеме таму. Нема на среќата и нема крај сега, тоа сладки маки се. Ќе си ги чекаме. Овакво кога сме кај календарот има и сомнежи за Аргентина, па да се надеваме дека ќе се одржи, пошто таму знаеш политичка ситуација менува све,
популистички таму се кратат трошоци као тоа се нели класичните флоскули што ги користат политичарите и ние сме за народот, нема да трошиме пари на глупости, на луксузи. Ама да се надеваме дека ќе се Добро, одржи таа е Аргентина. 14 март, таа е сега, таа е втора трка. Уште е Сега познато. и лани беше така, да. Па се пропушти. Знам. Да. Окей, што е тука? Добро. Тоа е тука, Покрај да. Слушам. Покрај двајцава повредени што ги спомнавме, не го спомнавме Раул Фернандес, кој што се истраска онака баш здраво со 300 на сат. И тоа... Во остали изгаше бое. Да, имаше среќа несеќа што само малиот прст го повреди, тоест скрши коска некаде кај малиот прст, не знам точно каде. И имаше тестирање, успеа да ги фати вторите тестирања, ако не првите, пошто тоа му се случи на почеток на тестирањето. И покажи он некое интересно темпо, а пази трагедијата што е он единствениот линк помеѓу ланската Априлија и оваа Априлија, сите други возачи се нови. Да. И беше потребен на тестирањето, ама ете, тие работите не можеш да ги предвидуваш, не можеш да ги контролираш. А кога сме кај шерување на информации, нели концептот на Дукати сите го прифатија и затоа сите втори тимови под наводници се сега веќе фабрички тимови со идентични машини. Така да Априлија ќе има Иво Прамак, кој што е, заборавивме да споменеме, новиот сателитски тим на фабричкиот Ямаха. Они ќе имаат идентична опрема и среќата на Ямаха е што влегуваат во шампионски тим. Значи лани беа шампиони со Дукати. Да. И ќе имаат веројатно најголема помош од сите овие останати тимови. Тоа сакам да прашам, дали си читал или си нашол информации кои што прават некаков тип на анализа за тоа колку сега Дукати ќе биде во по да речеме поволна позиција од аспект на тоа број на тимови и слично, земајќи предвид дека најдобриот сателитски тим кој што колку толку се им помагаше у развој, им носеше бројки, веќе го немаат. Значи сега Гресини и VR46 се на друго ниво како тимови. Сме го дискутирали тој и порано и не можат, ми се чини малце поограничено да учествуваат во тоа што може да им помогнат на самиот бренд како Дукати, на самата фабрика во развој и во обезбедување на патоци и во тестирање на ствари. Од друга страна, тие истите луѓе отидоа дел во Априлија, дел ке работат за Ямаха, дел со Хорхе Мартин, нели? Да, дел ке работат со Ямаха, они ги изгубија. Делот, нели, техничарите го изгубија, туку се префрлија во Хонда, да, тоа сакам да го кажам, дел во Хонда. Така да прашање е сега дали Дукати ќе има еднакво толку многу простор да биде пред другите. Се ова на куп кој ќе го стави. Да, ако го ставиме сето тоа на куп кој што кажа, мислам дека доаѓаме до уште еден момент зошто се решија за користење на GP24, а не на GP25. Значи сега фактички се враќаме на ланската позиција малтене. Значи ќе може да ги користат податоците и од Гресини и од VR46 затоа што ќе имаат малтене идентични машини сите 6 возачи. Што е многу поголема предност него да луташ со GP25. Еднаш спомнавме дека токму Пеко Бањаја беше главен и најгласен во враќање во смирување на тие новини. 2020 и 2021 кога воведоа сосема нов концепт на мотор, он беше најгласен, тоест 22 беше тоа, 21-22, он беше најгласен да се направи некој хибрид мотор, значи да не се оди со најновата верзија, него да биде нешто измеѓу, затоа што не му се свиѓаше новиот мотор. За негова среќа, несреќа на Хорхе Мартин, Дукати го послуша и така фабричка тим имаше хибрид помеѓу двата мотори. Хорхе Мартин го имаше и Лука Мари... Не, Хорхе Мартин во Прамак и кој беше друг, сега не ви текнал. Нема везе, дали беше Жоан Зарко, не сеќам, не е ни битно. Хорхе Мартин знам дека беше сигурно. Го имаше најновиот мотор и тоа беше единствената сезона во која што Хорхе Мартин немаше ни една победа, затоа што беше толку агресивен тој нов мотор, имаше многу
непредвидливо кочење, значи она моторно кочење со кое што се користат сите тркачи, беше кај дали беше за мајачот или беше engine менеджментот проблем, не е битно. Знам дека не можеше да сопира како што сопира другите и често паѓаше во таа сезона, сите зборевме, види го, не може да заврши трка и така натаму, не знаејќи ги позадински сите информации. Испадна дека точно Пеко Бањаја бил во правото кога го направил тој избор. Така да, ете, Дукати, иако го нема сега Прамак, мислам дека нема да биде во подредена позиција, затоа што ќе ја ресетира играта малтене. GP24 ќе имаат 6 возачи и сите оние инженери на Дукати кои што работеле претходно со Прамак сигурно ги прераспределиле во VR46, иако не знам точно, ама предпоставувам дека ги прераспределиле за да може да ги трпат информациите повторно. Ќе се реорганизираат брзо тие. Така. Добро, Ниџо, ми помина низ глава една идеја што сакам да те прашам и сега ми помина. Значи не сакам доека трае интермецото да му честитаме на Валентино Роси ројден. Да, снимаме на денот на роденденот на Валентино Роси, крајно инспирирани, јубиле за сите останати нормален број, за него јубилеен 46 роден. Да. Цагер. Во чест на 46-та година негова и во предпоставувам желба да биде повеќе вклучен во самиот негов тим. 46-ката ја ставија и во самиот дизајн на моторот, да им чува грб на другите млади. Да, и да ги влече напред. И да им се плашат овие ретровизор под наводници што ќе ги видат. Да. Најавион дека ќе има поголемо учество во оваа сезона во трките. Ќе видиме дали ќе му дозволи второто бебенце што го доби се да бега од дома толку. Ама нема везе, би било добро за Морбидели и за Диџеја да го гледаат Роси. Секако е великан кој што ќе им даде некој совет. Веројатно на Пеко Бањаја најмалку ќе му треба Роси да го слуша неговото уво покрај Марк Маркес у боксот. Не верувам дека нешто не паметно, него нешто позитивно или нешто смирувачки ќе му каже. Сигурно дека да те коригирам. Нешто не полно со емоции ќе му каже. Нешто разумно ќе му не може да очекуваме Роси разумно нешто да му каже. Дури можда и ќе му забрана да се мота околу боксот на Дукати. Ќе го сцка цело време. Да не му издише гума на Маркес. Ќе видиме, интересна сезона секако. Мислам дека главните работи ги кажавме и за Квартараро дека добро котира и за Ямаха која што се враќа. Ајде да кажеме дека V4-ката на Ямаха нема да ја видиме сигурно уште долго време и дека и не е ни толку битно приказнава, битна е за 2027, претпоставам многу побитна него за овие 2 години. Ама дека Ямаха нешто посебно мањка во поглед на снага не мањка, само во фактот што конфигурацијата на моторот дозволува и аеродинамичка предност и торк во оние ниски вртежи. Едноставно во трките може подобро да се бори со конкурентите. Иначе за брз круг се супер. Што сакам да кажам. Ајде. Ми текна што сакам да кажам. Интермецата заврши. Сакав за крај да отворам една тема. Делумно атрактивно, меѓутоа мене е одвратно. Ride height девајси, стартови, драгстери, спуштање до милиметри до земја на старт. Ќе ги барате од кај ќе ги стеваќе, видиш. Хаосот на старт што ми се дешаваше на дел од возачите кои што не можеа да ги приберат моторите под себе, да ги стават у права линија да возат и слично. Еден куп снимки изгледавме како се спуштаат моторите до земја. Еден куп снимки видовме колку всушност екстремно многу геометријата на моторот се менува само за тој старт. Можеме, кога ги гледаме тие снимки, кои што не дека не беа ситуација и лани, меѓутоа мислам како оваа година отидоа во некое друго ниво, сите производители, кои ќе ги погледнеш како изгледаат моторите, кои ќе се спуштат до земја, ќе видиш ширината, големината и слично.
се запрашуваш, добро, чекај малце, овој мотор, ако сега за старт се деформира или се трансформира ваков, дали тој во кривина различна, па дека не може да се деформира, односно трансформира различно и да возиш, пошто стварно тоа е нездраво. Мислам, мене не ми се свиѓа, пошто ми е too much, како да ти кажам. Да. Види, прототипови се, факт е дека се прототипови, може да не се свиѓа, да не се свиѓа, инженерите прават се што ќе им дозволат, правилата. Тоа е цел проблем. Значи, Так. ако им се отворени правилата, не дај Боже, кој знае што ќе видиме. Сигурно и активна суспензија ќе видиме и некои жироскопски амортизери, кој знае што ќе биде. Така да, еве ќе ги скратат од 2027. Мислам, пази, нек се радуваат, еве, ми оваа година и следната, нек се израдуваат, пошто тоа што го видов како изгледаа моторите, прво не се убави, да се разбереме. Порано MotoGP мотор беше убав. Сега Да. не е убав. Факт дека Така. не е убав. Значи грте, не само што не е убав, него е грт. Да. Исто така Формула 1 имаше едно време елегантни формули, знаеш, сега сме више изместени, знаеш, не можеш да тебе представата за Формула 1 ти е ваква, иначе што има врска со кола освен 4 тркала и волан, ништо нема врска друго. Да. Добро, тоа беше само што сакав да го спомнам, пошто беше доста маркантно во периодот на предтестирања, значи предсезонските тестирања, дека се посвети доста внимание на тоа, се вежбаше доста тој дел, затоа што очигледно има многу напредувано со таа технологија и мораше возачите да научат да ги возат тие мотори во такво издание. Не сите баш супер лесно успеа да се прилагодат на Алдегер ти се утепаше за малце, да. Пази, тоа само покажува колку е битно во модерното MotoGP да стигнеш прв во првата кривина. За тоа толку се посветува внимание на Right Height девајсите и на... Баш заради тој момент не го сакам тоа, затоа што борбата да стигнеш прв во прва кривина, што значи дека понатаму престигнувањето ќе биде уште потешко. Точно така. И ако дека ќе имаш проблеми со температурата во гумите, дека ќе имаш проблеми со прљавиот воздух позади моторот и така натаму, значи се враќаме на твојата неомилена тема F1 повторно. Ама за тоа и го спомнав ова, пошто значи, баш тој момент, баш го помислите, значи добро, ако волку голема битката за првата кривина, чекаме малце, Роси на времето паѓаше до 15-то место, па се враќаше прв. Така се најубавите трки. Да, најсладките трки се тоа. А Коста го правеше тоа во послабите категории, исто така. Така. Го правиме муавеце, тоа се трките што се памтат. Лесно е решението на проблемот, очигледно. Само треба некој да забрани сето тоа и да се вратиме на 27-ма, еве кај се шо. Па да, мене не ми се свиѓа што аеродинамиката нема многу да ја редуцираат. Да, до одредена мера ќе се редуцира, само Right Height девајсите ќе ги тргнеме, што ајде не е мала работа во секој случај, ама ако на почеток на трка тоа значи дека ќе преземаат поголем ризик, пошто ќе ги немаат Right Height девајсите, окей. Добро е за нас, за публиката. Да. Ќе видиме. Уште една должна информација, само да кажеме, иако верувам дека тој што е заинтересиран и не слуша до сега веќе знае, за една недела на 21 февруари во Австралија започнува World Superbike и таму се дешаваат чуда, не ги следев нивните тестови, мислам дека има и они еден-два теста. Да бидам искрен, ни еднаш не ми се појави никаде по social на Дукати број кецов, ајде, Баутиста. Нормално ми се појавуваше Петручи на секаде. Дури во меѓусезоната ти се појавуваше на Дакар најмногу. Камионџија. Да. Еј, чути, пропати таму, леле, каков крш беше и тоа со Дакар. Да, ама зборавме ја и ти дека никој не ја доловува Дакар како он што може да ја долови, затоа што човекот е емоција, таков е. Данило Петручи, Данило емоција Петручи треба да го викат. Колку отворена тоа го споделува, мислам човекот е супер, да. Да, дефинитивно. Супербајк
Ајде. промени големи не се случија, освен Бимота што го заменува Кавасаки, фабричкиот тим, кој што ќе остане редуциран без никаква тотално ме запрепасти тој момент, што Кавасаки останува со еден мотор, Герет Герлов ќе го вози, американецот кој што супер се снајде на BMW, и Бимота со нивна шасија, со истиот мотор од Кавасаки, ќе настапува со истите возачи, со Басани и со Алекс Лоус. Сем Лоус си останува на Дукати, промена има само кај Скот Рединг, кој што наместо BMW ќе вози Дукати повторно. Старо-новата љубов негова си ја враќа, беше пресреќен на тестирањата, имаше убави времења, и сега кај него знаеме секогаш дека е брз возач, ама дека е нестабилен, не е константен уствари, и ќе видиме дали ова ќе му биде конечно мотивација, затоа што помеѓу време стана и татко и така натаму, малце посериозно као почна да размислува тој правец. И што се однесува до фаворитот, сите знаеме кој е фаворитот, Топрак си останува заедно со холандјанецот Ван дер Марк. И он имаше повреда на рака, на прстот, скршен имаше прст. на десниот кажи прст, па му правеа посебна ракавица која што го врзува со средниот прст и така натаму. Одвратно изгледаше тој негов прст деформирано и пак извозе најдобро на двете тестирања. Значи, тоа треба да ги плаши останатите. Нас може да ни покаже дека може ќе присуствуваме на една епска сезона во која што можеби нема кој знае колку да биде интересна, ама ќе се рушат рекорди веројатно. Единствениот кој што некако се издвојува како конкурент на Топрак е Никола Булега, кој што дури неговите пајташи од MotoGP го посочија за фаворит. На нас ни е јасно дека одлична прва сезона имаше и нормално е да напредува во втората сезона. Дали ќе биде и колку ќе биде кадар да му се спротистави на ултра брзиот Топрак и ултра талентиран и ултра харизматичен и така натаму, не знаеме, ама ако можеше и двајца италијани, Јаноне и Петручи да земат по нека победа, зашто да не може он по повеќе победи да има оваа сезона. Баутиста не се спомнува никаде посебно како некако фаворит и јас мислам дека ќе биде оваа сезона или последна негова, или ќе се врати, или ќе се пензионира. Тоа е моето некој чувство. Па, оди нека пензионирање. 16 до 18 мај е чешка рунда, односно мост, што не е баш така близко, за мене е, ама за другите претпоставам не. И 25 до 27 јули е Хунгаријан ринг. Чекај малце. 27, а ова е август. Добро, еден месец покасно е MotoGP, еден месец порано е во Унгарија World Superbike. Друго нешто близко, претерано многу нема. Али добра е спојката која што јас се крстам, MotoGP Брно на 21, Superbike Балатон на 27, така да у една недела може две трки да се начекаат и ето така ќе видиме дали ќе бидеме некој подкаст да водиме таму негде. Во живо, од самите патеки на MotoGP. На нашиот канал. Да. Здравје, до тогаш ќе се десат 300 работи. Така е. Па ништо, доста е за почеток сега. Уште трки не се десиле, ќе говориме кои се трки кои ќе се десат. Така е, се слагам да. Ако нешто пропуштивме, нека пише некој нешто во коментарите, ќе искоментираме. Крајот на минатата сезона воведовме гостин, прв пат премиерно во овие наши муабетења на тема. Охрабруваме луѓе, ако сакаат, ако имаат желба, интерес да се пријават, пишат, да ни посочат што би сакале да чујат, кого би сакале да чујат исто така како гостин, за да може да го вклучиме. Не е дека ние мислиме дека сме најпаметни, дека знаеме се, напротив, едноставно го зборуваме она што ни лежи на срце, со надеж дека има и други луѓе како нас да чујат, да помуабетат, да пишат, да се вклучат. Така да, што и да ве интересира, што и да имате да кажете, кажете го сега или ќутете. Значи, коментари,
споделувања, лайк, subscribe и така натаму. Да, може би поентата е ние ќе се потрудиме малце поише и продукциски да посветиме време на ова што го правиме. поентата е дружење, споделување на пасијата заедничка и едноставно давање на некој собствен нагол на цело ово случување. Резултатите се резултати, тие се бројките се мислам не може да ги оспориш и останува на нас само да си дадеме некој свој агол на целава приказна и да си го не знам годината да си ја памтиме по спортување, секако си имаме и професионални и приватни причини за памтење на години уназад, ама ако се вратам на назад јас од 90-та негде пратам MotoGP па навака, можам да ги набројам сите шампиони, а не можам некои други приватни работи, нити професионални да ги набројам. Така да, ова не е мал дел од нашиот живот, секако, да. Така е. Ниџо, за 2 недели повторно пред малите екрани, секој во својата спална соба, односно ти во твоето дете, ја во мојата. Во спалното студио. Во спалното студио се гледаме повторно. Се гледаме, Поздрав. да. Поздрав до сите. Чао.